во формирањето на новата власт беше ветено дека ќе се отвори прифатилиштето во Визбегово, каде што ќе ги сместат во контејнери ромите, но се уште не гледаме некаков напредок и не знам до кај е процесот и кога тоа ќе се случи. Колку што сум информирана, тие луѓе кои што им ги срушија домовите, им беше ветено дека до јуни, до крај на јуни ќе им биде обезбедено сместување во Визбегово, но ете немаме представник од Министерството за труд и социјала. Повелете. Да, ние сакавме лично од некој од Министерството тоа да ни го каже или некој од представниците на работната група, но ете, ако вие сте во тек можете бујум, а потоа ќе дадеме збор на Маја. Се согласувам со тебе дека мене навистина ми е жал што нема представници од институциите и од министерствата и не ни е тоа за жал прв пат да ни се случуваат одредени настани вакви такви, па ги нема. Меѓутоа, бидејќи јас сум во тек и имаме сознание, значи да расчистиме една дилема. Значи, семејствата се прашувани кој каде сака да биде сместен од страна на Министерството. Од овие 22 семејства што во моментот се сместени во Ранка и во 25 мај, 10 од нив сака да останат во Ранка, да продолжат да живеат. Додека останатите очекуваат да се сместат во Визбегово. Овие активности треба да се спроведат до крајот на јуни месец. Значи овој месец до крајот, така е. Во моментот се прават одредени активности кај становите кои ги користеа претходно бегалците роми од Косово, бидејќи тие сега се реинтегрирани, се прави обновување, реконструкција и реновирање на тие станови, што мене лично, ако ме прашате, се многу подобра опција, бидејќи се станови и ги има негде околу 20, отколку да им се дадат бараки и etc. Значи има опцијата Визбегово останува, Декран. Значи опцијата Визбегово останува. Дали ќе бидат тоа во станови сместени или во бараки, останува таа опција. Јас имам едно прашање до вас, господја Лјатифа. Значи, велите дека проблемите на ромите се системски. Јас ја го поздравувам вашиот успех што сте успеале да запишете 50 и колку деца? 56 деца и велите дека значи проблемите се системски и дека кога вие ќе притиснете државата нема каде да бега. До кога ќе бидат овие услови за ромите? Зошто овој господин не може да го запише своето дете на училиште онака како што можам јас? Маја, прашањето ти е на место. Ние долги години се бориме во однос на дискриминација, сегрегација на ромските деца во училиштата, но ние секогаш ќе бидеме коректори и секогаш ќе ја притискаме институцијата образовна или не знам која, дека тамо некаде нешто се случува. Еве најново сега со Битола, знаете дека македонските ова најновата информација сега во Битола што се случува, родителите македонци не сакаат, ги отпишале децата од това, така да тоа не е тоа денешно нешто не е ново, меѓутоа за жал ние како што рече и Џабир, ако не се лажам, ние мора постојано да сме гласот на народот и постојано да дигаме прашина и да создаваме критична маса за да свати било која власт дека нешто се случува. Се согласувам со тебе дека тоа не е наша работа. Институциите треба да се на терен, институциите треба да видат што се случува. Меѓутоа, се уште ние не сме дојдени до таа фаза каде што и за нас ќе биде порелаксирано, а и за самите институции за кои се тие платени тамо некој да ги работи овие работи што треба да ги работи. Иначе во однос на дискриминација и сегрегација во училиштата во однос на запишување на роми постоела и ќе постои, но затоа сме ние тука, како што каже и господинот Алјуш, не могу запишуваат детето, да се обрати тамо кај што некој работи на оваа проблематика, па да реагира, па да го запишат. Но се согласувам зошто тоа така да е. Значи, јас немам
потреба да одам да молам некого или да бркам работа, некој да ми го запише детето. Ако добро ме разбрате, значи едното дете веќе 9 години ми учи во училиштето. Значи одам по редовен пат да си го запишам второто дете. Втора работа, рековте дека представувате Амбрела, давате информации како да работите во Министерството за труд и социјална политика. Баш ме интересира од каде кај вас тие информации дека до јуни месец ќе бидат завршени тие работи. Ќе ве прашам во кое својство вие лично ги носите изјавите на терен да ви ги потпишат, кога изјавите треба од Министерството за труд и социјала да шетат луѓето да ги потпишуваат. Кои се тие луѓе што на тие луѓе обеќале станови дека ќе им дадат за да ги потпишат изјавите, како што рековте, тие луѓе се сите писмени и да не ги вреѓам. Дали бевте вие таа што рековте дека до пред една година ќе потенцирам пред да стане Мила Царовска министерка, вие бевте тие што заедно се боревме против ова што денеска се случува. Денеска вие застанавте во одбрана на министерството. Оде им изборите за системски, а од тука ги давате информациите како лично вие да ги завршувате. Која е конекцијата помеѓу Амбрела и Министерството за труд и социјална политика? Зошто вие изјавите, лично вас ве прашам, зошто вие ги терате луѓето да ги потпишат изјавите? Вчера бе во 25 мај. Ниту едно дете или семејство нема во 25 мај и немаше кој да ме пречека да разговарам со некого. А тие 56, што вие тврдите дека ги запишавте, со глава гарантирам дека не се деца на бездомници, како што беше поставено прашањето. Значи, кој од бездомниците 56 деца има запишано во редовно училиште? Не кај вас, редовно училиште. Бидејќи кај вас не се признава 8 години изгуби. Благодарам. Значи, Алјош, ја го разбирам твојот револт, повторно одиш со неточни информации, не знам по кој пат. Меѓутоа, јас, како Љатифа и како организација, не сум должна тебе да ти дадам отчет. Тоа е првото. Втора работа, пошто ти истражуваш, оди во градинката, оди во училиштето, да ти кажам каде се во Браќа Рамис Хамид, тамо да си провериш. Втора работа, ние директно соработуваме и ги поддржуваме бездомните семејства во Ранка и во 25 мај, а тоа што ти вчера не си ги нашол, може би излегле негде тие луѓе, не се врзани да седат во домот, излезени може да биле. Така да ја не сум должна тебе отчет да ти дадам. За изјавите и тоа ти се неточни информации. Љатифа не однела некој да потпиши, тоа не е моја работа. Тоа го направија центрите за социјална работа или социјалните работници. Така да, Алјуш, во иднина ја ќе те замолам. Со мене ти така не можеш да дискутираш. Дозволи сега. Дозволи. Кој ти викал? Алјуш, значи ја пак ќе ти кажам. Ама ја пак ќе ти кажам, јас со тебе немам ништо и не сум должна отчет да ти дадам. Ја не давам лажни изјави. Изјавите ги даваш ти самиот. Лажни овде со. Ја кажувам факти и докази. Оди во градинка, оди во училишта, провери дали се запишани. Па ти кажав, деца од Ранка и од 25 мај. Оди тамо и друг пат, внимавај како дискутираш и разговараш со мене. Зашто? Знаеш што, Алјуш, зашто ти тој беше, што ми се уаше и сабота и недела, аман думан дојди во полициска станица, беко ми треба помош. Така, не се смени, ништо не се смени. Јас никогаш во животот не сум влегла во полициска станица. Влегов поради тебе. Јас и ти многу добро се познаваме, ама вака не можеш со мене да дискутираш. Но ве молам да останеме во дискусијата. Господинот побара збор. Јас сум Рамче Мустафа, председател на Романиланд Јавин Аманесер, нова невладина организација. Наше действување е литературата, културата, но ме испровоцира кој кого врти и зошто со ромите. И едно директно прашање, како се станува бездомник? Основата на прашањето е
како се станува бездомник и зошто се станува бездомник. Одговорниот за бездомништво, не знам која функција има, ако ја има некоја функција, ќе го објасни принципот и начинот како се станува бездомник. Јас тоа не го знам и мене не ми влегува во да се откеив, тоа ние порано го икавме чергарење, номадски начин на живење. Сега да се биде бездомник во овие години, значи нешто мора да фали во коренот на нештата. Тука треба да се види што е тоа и тоа што е црвливо, тоа што е расипано да се острани. Значи хируршкиот рез треба да се направи тука. Па ајде да слушнеме што е тоа. Ево ти жив пример, накратко ќе го објаснам животот на Алјуш. Значи јас сум домско дете, израснав во 25 мај, таму се школував, таму завршив. По излегувањето домот, како и секоја држава на таков штитеник, му овозможува работа и стан. Место каде што ќе продолжи да живее по едуцирањето во самата установа. По излегувањето домот 91 година, тоа не го добив јас. Ме ставија на чекање. Помина 2 години, ништо не се случи. Под притисок бев, бидејќи бев на улица, значи без родители, се ожени во Скопје. Све беше добро до 2001 година, откако почна да рушат, поради тоа што нема документација за куќата. Значи, родителите на мојата сопруга имале куќа од пред 63 година, која според уставот покасно испадна дека се сметало за легална, меѓутоа кај нас испадна нелегална, си плаќавме данок на имот, струја, вода и сите тие работи. Куќата ни ја срушија прв пат 2001 година. Од тогаш до 2010 9 години, како да кажем, на месец, на 2, на 3 доаѓа да рушат. На крајот одлучи да го напушта местото поради тоа што веќе полицајци во цивилна облека дојдоа сред ноќ, да не кажам после 2 часот. Бевме претепани јас, керка ми, сопругата, дедо ми кој имаше 78 години. Цело семејство бевме претепани. Кога видов дека се отидени до толку, веќе бев принуден да го напуштам местото, поради тоа што никнал пиум, пензинско и инвалидското, тоа каде се наоѓа во аеродром. Од тога живее во Комбе 2 години, значи во Комбе живеев. Сега моментално сум во напуштена куќа, која сега кај да за 1 месец или 2 веќе се почна со некоја изградба на зграда, така да пак ќе си се вратам во Комбе. Значи корено што го барате, кај нас ромите неретко некој ги има оние тапи, имотни листови или такви работи, значи живеат 30-40 години и некој да дојде после тие години да ти ја сруши куќата, ти каже дека земи си ја куќата, носи се ја, меѓутоа земјата е на државата. Не сме имале договор со СИС, не сме го откупиле земјиштето, а тоа беше непосредно пред законот да се откупи државно земјиште по 1 евро. Најверојатно претпоставам поради тоа и одлучија на чекорот физички да не нападнат, само да се трнеме да го изгубиме правото на земјиште. Така се станува бездом. Ја само на кратко, значи според тоа што го слушав додека дебатира, ако сме невладина организација, зашто ја имам невладина организација, значи представуваш една група на луѓе, интересна група од луѓе. Верувам и многу сум сигурна и така треба да бидеме отчетни спрема тие луѓе, зашто госпоѓава кажа дека не мора тебе да ти дадам отчетност. Баш нему како група што има таа проблематика, ако вие, значи, работите на таа проблематика, треба да му дадете отчетност. Заради таа неотчетност, нетранспарентност, ние сме тука каде што сме.